студиото со вас, Иван Кузмановски. Добар ден ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Пропадна обидот за измени во изборниот законник. Опозицијата ја блокираше постапката со илјадници амандмани поради обидот за електронско гласање на диаспората. Разговори за иднината, нова платформа која обединува поранешни високи функционери на СДСМ, универзитетски професори, адвокати и јавни личности. Ново вознемирувачко видео со брутално врсничко насилство. Ќутете да слушаме како ќе пука. Ќутете како ќе пука. Ќутете. Ајде. МВР ги бара насилниците, кој потврли родителите, образованието, општеството или сите заедно. Лукровски се врати во градоначалничката фотелја. 3-годишно дете спасено од подурнатините, 6 дена по разорните земјотреси во Венецуела. Порен дожд попладнево го зафати Скопје, предизвика проблеми во сообраќајот на одредени места и целосна блокада поради излевање на атмосферската канализација. Очекуваме повеќе информации во овие вести, а во вестите во живо информираме и за случувањата во собранието поврзани со измените на изборниот законник. Останете со нас. Пропадна обидот за измени во изборниот законник, па најверојатно и следните избори ќе се реализираат по стари правила. Опозицијата ги поднесе илјадниците амандмани поради уште пред да почне комисиската расправа. Катерина Нешкова ги има информациите, имаме во живо во овие вести. Катерина, што значи ова одложување на комисиската расправа и дали тоа ќе биде одложување без крај? Па Иван, формално комисијата може да продолжи со работа. Значи беше отворена комисијата за политички систем на која што требаше да се расправаат измените на изборниот законник, но поради илјадниците амандмани токму на опозицијската СДСМ како и на опозицијската левица поради електронското гласање на диаспората, таа седница беше прекината, се додека овие амандмани целосно не се архивираат, не се преведат, не се достават до пратениците, но известно е речиси покрај тоа што постојат, еве да речеме минимални шанси и работата да продолжи. Сепак, според расположението на пратеничките актери во државата, јасно е дека такво продолжение нема да се случи. Имено изборниот законник е едно од законските решенија за кое што е возможен ваков филибастеринг, односно поднесување на илјадници амандмани со цел да се спречи носење на некое законско решение. Како што спомена во најавата, ова би значило дека наредни избори би се одвивале според досегашните изборни правила. Имаше обид утринава да се надминат разликите. Власта беше во расположение да ги прифати сите забелешки кои што беа дадени од страна на СДСМ левица и дуи во делот на записниците за избирачкиот дел, во делот на финансирањето на изборната кампања. Дури се покажа подготвеност да се тргне и оној член кој што се однесува на негативната кампања на социјални медиуми каде што беа предвидени високи глоби до 8.000 евра, но власта остана на ставот дека електронското гласање на диаспората е нешто што треба да се овозможи на сите македонски државјани кои што се надвор, за разлика од тоа, од опозицијата гледаат во ова обид за некаква злоупотреба на изборниот процес. Ставовите на политичките партии како се одвиваше овој собранески ден гледаме во прилогот. Нема договор за изборниот законник меѓу власта и опозицијата и покрај тоа што станува збор за измени, кои се дел од реформската агенда. Камен на сопнување останува електронското гласање на диаспората. Тоа не е прифатливо ниту за СДСМ на Филипчот, каде поднесоа 10.000 амандмани, ниту за левица на Пасиевот, каде поднесоа 3.500 амандмани. Комисијата за политички систем, иако ја почна работата и го изгласа дневниот ред, беше прекината. Нејзиното продолжение, речи си е известно, нема да се одржи. Истите тие амандмани моментално во рамки на собранието се архивираат, потоа истите ќе треба да бидат преведени и кога целата таа постапка ќе заврши, ќе продолжиме со седницата. Затоа тука ја прекинувам.
За дневниот ред сепак гласаа пратениците од опозицијската ДУИ. Предходно премиерот Мицкоски потврди дека власта е подготвена да ги прифати сите забелешки на СДСМ, Левица и ДУИ во делот на финансирањето на кампањата, записниците од гласачките места, глобите за негативна кампања на социјалните медиуми. Во Австралија треба некој да патува 10 часа со авион, 10 часа напред, 10 часа назад, за да го оствари своето гласачко право. И тоа не е коректно. Јас зборувам за оние кои што се на избирачкиот список и оние кои што поседуваат македонски пасоши. За тие зборувам и македонски патни исправи. Се останато, како што ќе кажат, така ќе прифатиме. Еве, нема да гледаме, бланко им даваме поддршка на се останато. Првата дилема, немам намера да се кандидирам 2029-та, која ќе ми заврши мандатот како председател на владата, се враќам на факултет. Второ, кога зборувам за прифаќање на нивните предлози, се што ќе предложат, се ќе им прифатиме, освен гласањето на диаспората. И трето, мораме сите заеднички, бидејќи сите го правевме, да се потпишеме како поднесок на истиот тој закон. За Филипче пак токму електронското гласање на диаспората отвара сериозни сомнежи за нерегуларности во изборниот процес, кои СДСМ нема да ги дозволи, затоа го блокира изборниот законник. Дека оваа измена на закон, во кој што се воведува ваков начин на гласање електронски на нашата диаспора, не знаеме колку илјади луѓе се тоа, 100, можеби 200.000 луѓе, отвара можност за злоупотреба, за контролирано гласање, за тоа еден човек да гласа во име на повеќе луѓе. Ако имаме сомнеш дека нешто може да го поремети нашиот изборен процес, зошто да се брза? Дотолку повеќе што изборите нема се утре ниту на есен, во 2029 година се. За 3 години од сега. Еве нека се формира некоја работна група, експертска од повеќе политички партии и да се уреди тоа. Нека го тргнат тој член од законот, да се работи, па понатаму може повторно да се додаде во изборниот закон. Ако се осигураме дека тој систем е добар. Од Левица се сомневаат дека гласањето на диаспората намерно е вметнато за да настане блокада на изборниот законник. Е заговор против Левица на двете најголеми партии за да повторно останеме без државно финансирање, затоа што во ваков статус кво случај единствен кој губи е Левица, бидејќи остануваат непринципиалните правила на политичка дискриминација. Изборниот законник е едно од 4 законски решенија за кое е дозволено филибастеринг според новиот деловник. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Владините партнери се договорија за реконструкцијата на владиниот кабинет, а Мицковски вели дека е задоволен од предложените кадровски решенија. Според најавите, до крајот на неделата предлогот треба да биде испратен во собрание, а идната недела и да заврши постапката. За опозицијата ова е само козметички процес. Реконструкцијата на владата е заокружена, ресорите се поделени, познати се новите министри, а се укинува и функцијата вице-премиер за добро владење. Премиерот ги добил сите предлог имења од коалиционите партнери и е задоволен од понудениот кадар. Имам предлозите и за новите министри од Вреди и од партијата Знам, но ќе оставам еве тие да ги кажат, а не ги кажувам јас. За мене се тие предлози сосема во ред и очекувам да имаме уште поуспешна работа во новиот состав на владата. Имаат ли веќе избрано предлог за министер за односи меѓу заедниците, бидејќи таму тие им рекоа дека имаат некој? Имаат и во правда, и во односи со заедниците, и во култура. Со поделбата на владиниот колоч ВМРО ДПМН ги презема ресорите здравство, каде е предложен актуелниот директор на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Во социјална политика, демографија и млади позицијата ја зазема досегашниот заменик Ѓуко Велковски. Актуелниот министер за односи меѓу заедниците Иван Стојковиќ се сели во ресорот локална самоуправа, а оттаму Златко Перински застанува на чело на Фондот за здравствено осигурување. Ерџан Димир ќе биде министер задолжен за имплементација на стратегијата за инклузија на ромите. Со реконструкцијата, Демократската партија на турците станува нов партнер во владата и добива министер без ресор. ВРЕН добива еден вице-премиер и 3 нови министерства за правда, култура и односи меѓу заедниците. Беким Сали останува вице-премиер и министер за европски прашања. За култура и туризам е предложен досегашниот заменик Седат Сулејмани. Во Министерството за односи меѓу заедниците доаѓа Агон Ферати,
А правда заминува во рацете на професорот Јетон Шосивари на местото на Игор Филков. Знам со Горан Минчев го задржува ресорот јавна администрација, а функцијата во правда ја заминува со министерска позиција во земјоделие, каде предлог е Борче Серафимовски, актуелен државен секретар. Од партијата задоволни од новата позиција. Прифативме нов предизвик, а тоа е Министерството за земјоделие, затоа што тоа беше една од нашите главни точки програмски определи самоодржлива држава. Некој, ако смета дека Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство не е битно министерство, мислам дека се лаже. Опозицијата оценува дека владината реконструкција е козметичка, а министерските фотелји се делат на истите лица. Од оваа владина реконструкција ќе видиме само нови имиња. Се постава прашањето, имаат ли луѓето што се предлагаат ги задоволуваат ли критериумите? Дали се соодветно квалификувани за местата за кои што се предлагаат од оваа нова влада, повторно граѓаните нема да видат ништо. Предлогот за новиот состав на владата се очекува да биде испратен во собрание до петок, а изгласан до средината на следната недела. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Разговори за иднината во 12:05. Ова е новата демократска платформа која обединува поранешни високи функционери на СДСМ, универзитетски професори, адвокати и јавни личности. Денеска ја одржаа првата трибина, во соопштението за јавност информираат дека ова не е процес за формирање на политичка партија. Поранешни функционери на СДСМ, но и актуелни пратеници и градоначалници, универзитетски професори, адвокати и граѓански активисти беа дел од трибината разговори за иднината во 12:05. Трибината која зад затворени врати се одржа во Скупски хотел ја модерираше поранешниот висок функционер на СДСМ Игор Ивановски, но поканата за присуство ја прифатија и пратеничките Славјанка Петровска и Моника Зајкова, градоначалникот на Крива Паланка Сашко Митевски, но и поранешните високи функционери на СДСМ Андреј Петров, Гордан Георгиев и Емилијан Станковиќ. Времето на часовникот е символична порака дека веќе е доцна, но не смееме да дозволиме да стане предоцна за Македонија е пораката која ја испратија преку писмено соопштение. Затворениот карактер на трибината, како што информираат, била со цел учесниците да можат слободно да ги изнесат своите ставови, без нивните изјави да бидат јавно пренесени, а тие да не бидат искористени за дневно политички цели, за трибината да донесе искрена анализа на состојбите во државата и отворање простори за нови идеи. Сепак организаторите демантираат дека трибината е вовед во формирање на нова политичка партија која ќе и конкурира на СДСМ. Сите истражувања на јавното мнение укажуваат дека македонската политичка сцена нуди на едната страна силна владеачка партија и коалиција, а на другата страна смислено фрагментирана опозиција. Опозицијскиот простор не се пополнува со нови партии, туку со идеолошка и вредностна револуција. На Македонија е потребен нов општествен договор, како основа за создавање широк опозицијски потенцијал за промени, стои во заклучоците од денешната трибина. Организаторите најавуваат дека ова е прва, но не и последна трибина. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Ново вознемирувачко видео со брутално врсничко насилство. Кјутете да слушаме как е бука! Кјутете как е бука! Кјутете! МВР ги бара насилниците, кој потврли родителите, образованието, општеството или сите заедно. Лукровски се врати во градоначалничката фотелја. Ново видео со вознемирувачко насилство меѓу врсници се шири на социјалните мрежи. Девојчиња со шамари казнуваат нивна врсничка, додека таа на колена ги моли да запрат, а голем број наблюдувачи ја подгреваат атмосферата. Од МВР велат дека ги следат објавите, а според последните информации, попладнево насилниците биле повикани на разговор во полициска станица. Психолозите алармираат дека проблемот е надвор од контрола, а вина носиме сите. Сакаш шамари да ставиш? Не. Ајде. Ново вознемирувачко видео со врсничко насилство се појави на социјалните мрежи. На снимката се гледа како група млади малтретираат малолетничка, додека врсничка ја удира шамари и го влече девојчето за коса. Останатите, меѓу кои и момчиња, навиваат и снимаат со мобилен. Според објавите, настанот се случил во Скопски аеродром. На силу! Дарија. Не. Ајде! Ама кјутете да слушаме как е бука! Кјутете как е бука! Кјутете! Ајде.
Од МВР информираат дека за случајот досега нема пријава во СВР Скопје. Се преземаат мерки по допрен глас за утврдување на идентитетот на лицата и за целосно расчистување на случајот. Ова е само еден од низата случаи на насилство меѓу млади последниот период, кој е споделено на социјалните мрежи. Според психологот Мирјана Јовановска-Стојановска, ваквото однесување на младината е излезено од контрола и одговорност на сите нас. Треба да размислиме како сме влијаеле да дојде до тоа. Сите заеднички би требало да размислиме што е следното што можеме да го направиме. Не е доволно само еден сегмент од општеството или од тоа функционирање да биде опфатен или да се прогласи за виновен само родителите или само наставниците и училиштата, само тие што треба да ги воспитуваат, него дека тие е една сложена, комплицирана интеракција од сите овие елементи од тоа како социјално, економски, политички функционира целото наше општество. За да се намалат ваквите инциденти со меѓуврсничко насилство во населбите, како една од превентивните мерки е да се вратат полицајците позорникари, смета психологот. Една убава карика, еден од ланецот која треба да ја обновиме кај нашата младина, да знаат дека постојат чувари на редот и на законот, луѓе кои се тука за нас, за нашата безбедност, на кои можеме да им веруваме, на кои може да се пожалиме, некои што ќе поминат тука, не се тие некои полицајци таму, некој што дошол нас нешто да ни прави или да не тера за некој ред или да правиме нешто што нас не ни одговара. Него да, они се тука затоа што треба да ни помогнат да ова заедничко функционирање да ја спроведат правдата, еднаквоста. Пред 2 месеци за малтретирањето на 13 годишно девојче во Ѓорче, МВР поднесе кривични пријави за насилство на 4 малолетнички, но и за нивните родители. Александар Динев, Сител телевизија. Државниот пазарен инспекторат неколку пати правил контроли во дискотеката Пулс во Кочани. Локалот никогаш не бил казнет, а добил само една опомена. Документи од Државниот пазарен инспекторат за направени контроли во Пулс како докази беа презентирани на денешното судење за пожарот во Кочанската дискотека. Откако на минатото рочиште адвокатите побараа изземање на обвинителката бидејќи ги толкуваше доказите, таа документите денеска не ги објаснуваше. Тоа ќе го направела во завршниот збор на крајот од судскиот процес. Почитувани, ова не е секојдневен и лесен судски процес. Овие докази се кај судот, но тука е и поротата. Тука се многу обвинети со различна одбрана. Тука е и јавноста која заслужува да добие јасен настап и изведување на докази од страна на нас обвинителите. Мораме да продолжиме јасно и прецизно да ги изведуваме и доказите за обвинетите од пазарниот инспекторат, за да можеме да ги поврземе. Не е тоа пристрасност, кажа во судницата обвинителката Наташа Сарамандова. Според доказите, Државниот пазарен инспекторат неколку пати правел контроли во Пулс. Локалот никогаш не бил казнет, добил само една опомена. Немало ниту потврда од инспекторите дека ноќниот клуб ги исполнувал минимално техничките услови за работа. Судењето за пожарот во кој загинаа 63 лица ќе продолжи во понеделник, кога обвинителството ќе објави разговори кои сопственикот на Пулс ги водел со дел од останатите обвинети преку мобилни апликации. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Министерот за внатрешни работи тврди дека секој што го прекршил законот и бил уловен на камерите од безбеден град ќе добие казна, без разлика дали има македонска или странска табличка. И прекршоците направени со возила со странски регистарски ознаки ќе бидат санкционирани. Министерот за внатрешни Тошковски уверува дека државата ќе најде начин како лично да им ги достави казните на странските државјани, но и на возачите кои управуваат возила со странски регистарски таблички. Секој еден сообраќајен прекршок кој што е сторен од 1.2.2026 година па наваму ќе се достави до секој еден кој што го сторил прекршокот без оглед дали управува моторно возило кое што е со македонски регистарски таблици или пак е со странски регистарски таблици. Сепак, неговиот српски колега Ивица Дачич му укажа на можните проблеми со кои институциите би можеле да се соочат. До сада оно што сме користили тоа е да их практично кажнуваме кога доđu на нашу територија. А сега ако се не појави,
Истранските државјани ќе добиваат казни преку СМС или преку апликација која МВР ја најавува за оваа намена. Сепак, прашан како МВР ќе дојде до телефонските броеви и имейл адреси, Тошковски без конкретен одговор. Имаме смислено соодветно решение и за брзо ќе ви увериме дека функционира и дека навистина целта која што сме ја замислиле ќе оствари. Тошковски и Дачич заедно на граничниот премин Табановце ги подсетија возачите дека моторните возила треба да ги употребуваат одморени, да прават пауза од 15 на минути на секои 2 часа возење со цел намалување на сообраќајните незгоди на патиштата, особено сега кога Македонија е главна транзит држава за српските туристи. Даниел Василев, Сител телевизија. €300 за испит, изненадување или нова потврда за корумпираниот систем. Какви кадри создава високото образование ако оценката се купува со пари? Тема на денот со Бленди Ходај, извршен директор на Форумот за образовни промени. Порен дожд кој го зафати Скопје попладнево предизвика сериозни проблеми во сообраќајот во главниот град. Поплавени беа голем дел од подвозниците во градот, но и голем број на улици поради тоа што атмосферската канализација не можеше да ги прифати водите од поројниот дожд кој што го зафати главниот град. Според информации од гледачи на одредени места во градот биле забележани и врнежи од град. Овие снимки кои што ги гледате во моментов ги направи екипа на телевизија Сител, но ги добивме и од наши гледачи. Може да погледнеме дел од атмосферата во Скопје попладнево. Да, наша екипа е на терен, многу повеќе детали за проблемите по поројниот дожд ќе погледнеме во централниот дневник во 19 часот, а деталите за временските услови секако ги има колегата Спасе Јовановски, го имаме во живо во овие вести. Спасе, пороен дожд во Скопје попладнево, дали беше само во Скопје и што може да очекуваме? Има, како што најавивме, поради влијанието на поле на низок воздушен притисок кој што се наоѓа на централен Медитеран и северна Италија во комбинација со влажна и нестабилна воздушна маса над Балканот. Во приземниот слој температурите се високи, а во повисоките слоеви имаме продор на посвеж воздух, што создава голем вертикален температурен градиент. Токму оваа разлика овозможува брз развој на нестабилност со порени врнежи од дожд и грмотевици, локално секако и со услови за појава на невреме. Денес нестабилноста со врнежите ќе ги имаме до доцните попладневни часови. Во вечерните часови тие ќе престанат и постепено ќе имаме разведрување со северен и посвеж ветер. Во текот на ноќта кон среда кон четврток имаме посвежо време со благо опаѓање на ноќните температури, нестабилноста со врнежи од дожд и грмотевици, локално со порени врнежи и услови за појава на невреме ќе имаме и во четврток на секаде во Македонија и во петок, кои што ќе бидат од локален карактер. Но да поменеме дека дневните температури ќе бидат во опаѓање и ќе се движат во интервал од 22 до 33, односно од 20 до 31. Во сабота, недела и понеделник не очекува стабилизација на времето со свежи ноќи и утра. Утринските температури ќе се спуштат од 5 до 16, додека пак максималните дневни од 22 до 33 степени. Веќе од вторник температурите ќе бидат во постојан пораст. Многу повеќе детали околу временската прогноза веднаш по овие вести. Спасе Јовановски, благодарам за овие детали. Секако многу повеќе ќе слушнеме по вестите. Поречиси 2 месеци отсуство, Сотир Лукровски се врати во градоначалничката фотелја во општината Карпош. Информацијата ја сподели на социјалните мрежи. Од опозицијата прашуваат дали тоа значи дека прифатил да одговара за Мицковски. Градоначалникот на Карпош се врати на работа по речиси 2 месеца боледување. Враќањето го објави на Фејсбук. Фотографиран со неговиот заменик и претседателот на општинскиот совет. Се соочив со здравствен предизвик кој ме натера да сватам дека вистинската сила не е никогаш да не паднеш, туку секогаш да најдеш сила повторно да станеш. Денес со голема благодарност и искрена радост повторно се враќам на своето работно место.
Ова враќање за мене не представува само продолжување на професионалните обврски, туку и лична победа над здравствените предизвици со кои се соочи во изминатиот период. Лукровски ги демантираше шпекулациите дека земал лажно боледување или дека се повлекува од функцијата. Најодговорно сакам да ги демантирам сите шпекулации и лаги врзани за моето име. Згрозен сум од начинот со кој што одредени поединци и партии пробаа да дојдат до ефтини политички поени на сметка на мојата состојба. Само оние кои недоволно ме познаваат може да поверуваат дека сум се откажал. Сега по Божја волја се враќам со нова енергија, напиша тој. Реагираше СДСМ. Од партијата тврдат дека Лукровски сакал да поднесе оставка, но дека не му било дозволено поради, како што велат, партиски интереси. Според СДСМ, ВМРО ДПМНЕ не сакала да ризикува предвремени локални избори во Карпош, па затоа тој бил принуден да се врати на функцијата. Ова е уште еден доказ за тоа како функционира системот на Мицкоски. Луѓето се ставаат на функции не за да работат, туку за да ги штитат партиските интереси. А кога некој ќе се обиде да си замине, бидејќи не може или не сака да ја врши функцијата, му се закануваат и го принудуваат да остане. Лукровски прифати да остане и да одговара за Мицкоски и ВМРО ОКГ. Да седи на функција која не ја сака, затоа што знае дека секој нов подпис може да значи само плюс година во Идризово. Ова е партиска диктатура, во која луѓето се третираат како потрошна роба, стои во реакцијата. Лукровски беше одсутен од 7 мај, а неговите обврски ги презеде заменик градоначалникот Недалчо Крстевски, кој последно заедно со премиерот Мицкоски присуствуваше на поставување камен темелник за градинка во Козле. Лукровски беше избран за градоначалник на локалните избори лани, кога го победи тогашниот градоначалник Стефчо Јакимовски. Мартин Арсов, Сител телевизија. НАТО Алијансата донела одлука за постепена оптимизација и намалување на трупите на КФОР во текот на следната година. Информацијата од Скопје ја објави врховниот командант на сојузничката команда за операции на НАТО за Европа Гринкевиќ. Тој денеска ги посети македонските војници во касарната Илинден. НАТО го минува војниот формат на Косово. По детални разузнавачки проценки Алијансата донела одлука за постепена оптимизација и намалување на трупите на КФОР во текот на следната година. Клучната регионална вест од Скопје соопшти првиот човек на оперативната команда на НАТО за Европа. Тој порача дека ваквиот чекор е резултат на долгогодишна успешна работа на мисијата во која македонската армија дала исклучителен придонес. We'll do this optimization gradually over the next year in line with conditions on the ground. And of course, it could be reversed if security conditions were to warrant that. What is ultimately required in Kosovo, of course, is a political solution, and we encourage leaders to continue working to that end. Во овие регионални безбедносни калкулации Македонија останува клучна географска и воена раскрсница. Како земја која веќе одвојува приближно 4% од БДП за одбрана, државата доби пофалба за сериозните инвестиции во армискиот арсенал. Македонските војници добија јасна наредба од НАТО генералот, постојано да ги следат модерните начини на војување. This collective security comes at a cost, but you're paying here in North Macedonia and making investments, if you will, in your future and the future of our alliance. North Macedonia has devoted approximately 4% of its gross domestic product to defense or defense-related spending already in 2025. And again, your commitment to military mobility in Corridor 8 and Corridor 10, some of that which you mentioned in your remarks, is absolutely essential for the alliance, and I appreciate you and your national leadership for your support in that area. Со генералот Гринковиќ разговаравме за актуелната безбедносна состојба во зоната на операции на Алијансата, како и за процесот на опремување и модернизација на армијата. Изминатиот период се зајакнавме со оклопните возила GLTV и Striker, артилериските орудија Боран, а деновите пристигна и првата пратка од ПВО системите Мистрал 3. Во наредниот период очекуваме да пристигнат останатите Striker возила, како и друга нова и модерна опрема, вклучително и првите хеликоптери. Повеќе од 80% од нашите сили се во мисиите во Косово и Босна и Херцеговина, како и на источното крило и се под директна команда на генералот Гринкевиќ.
За нас, високите НАТО оценки за пешадијата и специјалците се доказ дека армијата стои рамо до рамо со партнерите во Алијансата. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Во продолжение информациите од светот.